Добро утро за гледачите на Канал 5 телевизија Здраво Македонија. Ово утро во вашиот дом ќе ја донесеме уметноста. Уметникот е тој кој создава, инспирира, а таа твори веќе 10 години. Денес за незините дела, за почетоците, е наша гостинка во утринската Здраво Македонија. Добро утро за Елена Поповска. Добро утро, Сандра, и поздрав за вашите гледачи на Канал 5 Здраво Македонија. Да те навратиме наназад 10 години. Како започна Поповска арт? Започна без стратегија и план, но со дело. На сајмот за уметност во МКЦ настапив со 2 слики, многу искрено и без никакви очекувања. Таму пак бев забележана од критичното стручно око од професорот Нивојша Вилич, кој пак ми даде една јасна потврда дека сум на правиот пат. Подоцна, кога затрпав тука во Концепт 37 на нивната врата, тие не го познаваа ликот, но го познаваа делото. Веќе ги знаеа моите слики и вратата не требаше да се освојува, туку сама се отвори. И нема побава потврда и признание од тоа. Од протетичар до уметник, колку животот понекогаш не одбира професијата? Па да, животот ни ја одредува професијата, но страста е таа која пресудува. Моето образование, студиите, долгогодишното работно искуство во денталната пракса е нешто друго. Но ликовниот наклон и уметноста беа секогаш присутни. Многу искрено, тивко, но упорно шепотеа во мене. За да се биде она што се денеска. Но колку е тешко да се успее во Македонија и делата да излезат и надвор од границите на Македонија? Не е лесно, но не е и невозможно. Македонија, иако е мала сцена, автентичноста е најаката валута, така да секоја слика има свој собственик и секоја дело ќе се го најде патот подоцна или порано. Кој е твојот уметнички печат? Бидејќи секој уметник и во светот и во Македонија остава свој уметнички печат. Кој е она по кој што Елена Поповска е препознатлива? Емоцијата и слоевитост. Моите слики се борат со една тивка, тензија на снага и нежност. Мислам дека тоа е што допира до луѓето. Локацијата каде што сме денеска е локацијата која за прв пат ги отвори вашите врати. Да ве навратиме пред 10 години наназад. Чувството, емоцијата и првата изложба. Да, токму тука во Концепт 37. Концепт 37 не е само локација, тоа е мојата почетна точка. Се случи првата моја самостојна изложба. Чувството беше измешано, многу возбуда и уште поголема одговорност. Денеска, кога ќе се свртам кон искуството наназад, ни за изложби, успешно реализирани проекти, 8 ликовни перформанси изведени во живо. Можам само да кажам благодарам на Концепт 37 и на сите соработници низ годиниве кои беа дел од тимот на Поповска арт. Вашите дела и по 10 години го красат Концепт 37 и зад нас имаме ваша слика, но за сите оние кои се на раскрсница, да ја одберат својата професија, да се преквалификуваат или да го одберат тоа што го сакаат, која е вашата порака и препорака? Да се слушаат себе си, да не го слушаат гласот од надвор, туку да го слушнат гласот од натре. Раскрсниците најчесто не се застој, туку се повик, кога нешто тивко и јасно те повикува, тоа сигурно е вистинското. Мојата препорака е храбро да го слушаат сопствениот глас, бидејќи така ќе дојдат до личната слобода. Елена, за крај на овој прекрасен разговор, доколку сакаат во нечи дом, канцеларија да краси ваше уметничко дело, каде може да ве лоцираат и каде може да ви се обратат и да ви пишат? Можат слободно да ми се обратат на социјалните мрежи и да оствариме видување.
Ви благодарам до ова наше видување и до следно со огромни успеси не само во Македонија, туку и надвор. Ви благодарам. Ви благодарам и на вам. Се надевам дека ова утро ве разбудивме со уметност. Доколку посакувате да имате уметничко дело од македонски автор, едноставно посетете ја страницата на Елена Поповска и буквално одберете го она што не само ќе ве краси, туку и секој утро ќе ви донесе радост во домот или на работното место. А ние и натаму остануваме да сме најдобрите во етерот.